Проширувањето на домот за стари лица во Берово, односно изградбата на така наречената Ламела 3, станува неизвестно откако проектот кој беше прво рангиран на форумот на заедниците за грант од Швајцарија не ја доби потребната поддршка. По ова домот остана без очекуваните 4,8 милиони денари од Швајцарската развојна агенција, па сега очите им се свртени кон државата, но малку е веројатно дека оттаму ќе може да планираат на целата сума. Секако доколку аплицираат во Министерството со третата ламела која што очекува да биде поддржана од меѓународни донатори, ќе си најдеме начин како да ние кофинансираме, тие вложат и така да се договориме како и третиот објект ќе го изградиме, затоа што навистина е на одлична локација. Домот за стари лица во Берово е отворен кон крајот на 2015 година со помош на донација од холандската фондација Холандија Македонија. Подоцна со донација од Министерството за труд и социјална политика и општина Берово е целосно доопремен и пуштен во употреба, со што веднаш се вселени и првите корисници. Првата ламела брои капацитет 15 лица, а подоцна со вториот дел капацитетот е проширен за 14 корисници или вкупно 29 лица. Година и 3 месец. Многу ми е убаво. На мен ми е премија тука, ја немам ништо дома. Ја бех у стан, синот направи тука молби, жалби, приимаваме, свето ме земаа тука и ме гледаа многу. И он е задоволен дури кога кажа синко на мен ми арно, гледаме свето, чувааме, јадењето ми е на масата, на време и друго. Това кажувам, он вика, јас сам се сана спал, оти ме грижеше, оти бех сама. Никој немаше. Тука е перфектно, да ви речам. Јас како што сум сама и цел век била сама, тука сум друштво, имам принесено, разнесено, принесат и разнесат и донесат и јадење. Мислам се како што треба. Домот за стари лица во Берово е единствено ваков вид во источниот дел на државата и место за сместување во него во моментов чекаат стотина стари и сами од регионот. Пресметките се дека изградбата на третата ламела би чинела околу 6,6 милиони денари. Општината се надеваше дека 4,8 милиони ќе добие од швајцарската агенција, 1,8 беа планирани од буџетската каса. Но иако проектот беше рангиран со 57 бодови, сепак на крај швајцарците предност дадоа на реконструкција на ски лифтовите на Пониква, проект вреден 4,8 милиони денари, кој при оценката беше трето рангиран со 44 бодови.